Добродојдовте во уште едно издание на Cybershift, емисија која ве информира за подемот во технологијата, информатиката и науката. Наменувајте го каналот, почнуваме веднаш. По неуспешното вклучување на Boston Dynamics во војната служба, Google своите роботи може да ги пренамени во домашни миленици. Американската војска неодамна одлучи дека Boston Dynamics, односно четвороножните роботи на Google AlphaDog и Spot, не се подготвени за вклучување во активна воена служба, па моментално не се знае каква ќе биде нивната судбина. Одговорот на ова прашање може би лежи во видеото во кое можеме да ја видиме играта на роботот Spot и едно куче, па од тука може да заклучиме дека Google своите роботи може да ги пренамени во домашни миленици. Иако на пазарот веќе постојат мали домашни роботи, играчки од тој тип, Spot е значително поактивен и попаметен, па еден ден на вистина може да послужи како вистински домашен миленик за отворени простории. Малку е тешко да поверуваме дека еден ден луѓето би можеле да носат роботи кучиња на шетање, но факт е дека за нив нема потреба да се грижиме дали се нахранети или дали се прошетани. А кога нема да го сакате нивното друштво, само треба да го исклучите и тоа е тоа. Четвртото вертикално спуштање на Falcon 9 на платформа во вода, кое го најавивме во една од претходните емисии и овој пат заврши неуспешно. Во продолжение да слушнеме нешто повеќе за тоа. Falcon 9 во петокот вечерта во орбитата лансираше приватен сателит на луксембуршката компанија CETS, кој ќе испраќа телекомуникацијски сигнали на азискиот континент. Покрај таа задача, SpaceX планирал да го контролира вертикалното спуштање на ракетата на платформата во вода. За жал, мисијата била неуспешна и по четврти пат беше уништена ракета вредна 55 милиони евра. Сепак, челникот на компанијата на SpaceX, Илон Маск, не е премногу загрижен, што го изрази официјално својот став преку Твитер. Не очекував дека ова ќе успее, но следниот пат летот ќе има добри шанси, напиша јужноафриканскиот бизнисмен, основач на компанијата Tesla Motors, PayPal и SpaceX. Инженерите изразија сомнеж за успешното слетување, токму поради фактот што ракетата на патот за Вселената во себе носела 5 тони тежок сателит, кој предизвика дополнително трошење на горивото. SpaceX досега изврши 3 обиди за вертикално слетување на платформа во вода. Сите беа неуспешни поради низа фактори, но компанијата не отстапува од својата идеја ни по четвртото промашување. Платформата представува олеснување во самиот процес, поради фактот што ракетата не е ограничена во избирањето на локацијата каде ќе биде спуштена, затоа што платформата може непрекинето да патува до идеалната точка на слетување. Креирањето на ракетата, која може контролирано да се спушти на земјата, го оправдува со големи заштеди, затоа што една ракета може да се користи повеќе пати. Овој концепт значи и ефикасно туристичко патување во Вселената. SpaceX досега имаше успешно поставено повеќе сателити во земјината орбита, а извршени се неколку достави на меѓународната вселенска станица. Доколку не ви се допаѓаат новите реакции кои неодамна Facebook ги додаде како надополнување на лајк копчето на објавите, за вас имаме вест која можеби ќе ви се допадне. Постои и опција да ги промените. Слушнете како да го направите тоа. Компанијата Facebook неодамна ги воведе реакциите како алтернатива за лајкот, со што корисниците добија 6 нови изразувачи на емоции како забава, љубов, тага или вознемиреност. Доколку овие реакции не се за вас, нова екстензија за Google Chrome и Firefox, наречена Reaction Packs, може да ви даде и други опции. Со екстензијата може да ги смените емотиконите од социјалната мрежа со емотикони инспирирани од Покемон, Доналд Трамп и многу повеќе. Пробајте ги со инсталација на екстензијата на линкот www.reactionpacks.com. Компанијата H3 Dynamics од Сингапур представи решение за брзото трошење на батериите и меморијата на дронот, што представува и најголемо ограничување на овој уред. Познато е дека денес дроновите се употребуваат за најразлични активности, од снимање и фотографирање до наблюдување на временските неприлики и следење на загаденоста во светот. Но најголемите ограничувања на овој уред се батериите и меморијата.
Компанијата H3 Dynamics од Сингапур ја представи соларната станица DroneBox, која собира сончева енергија и ги полни батериите на дроновите кога тоа е потребно, пишува Digital Spy. DroneBox поседува и интерна меморија во која може да се складира снимената содржина. За сега, за овој уред се заинтересирани нафтени компании, владини агенции и компании за безбедност, така што набрзо се очекува оваа иновација да биде дел од нашето секојдневие. Sony најави проект со кој ќе ги стави во заборав досегашните слушалки со жица, кои многу често се заплеткуваат. Станува збор за бежични N слушалки. Sony најавува светла иднина со новиот проект Future Lab програм, кој се опишува како иницијатива за развој и истражување, а фокусот ќе биде ставен на различни технолошки прототипови. Проектот се уште е во фаза на развој, а првиот уред најавен за објавување на краткиот промотивен спот е белиот бежичен уред N, направен за репродукција на музика и звук. Sony најавува крај на слушалките со жица, а со оглед на тоа што се е тајно, се уште не знаеме за што точно станува збор. На новото видео се гледа дека станува збор за одреден вид на слушалки во бела боја, со препознатливото лого на Sony. Слушалките N и другите прототипови на Sony ќе бидат представени на 12 март на интерактивниот фестивал во Аустин. Марк Цукерберг продолжува со иновативните предизвици кои се ги поставува на самиот себе. Овој пат тој сака да изгради личен асистент со вештачка интелигенција, која би му помагала во извршувањето на домашните обврски. Основачот на Facebook, Марк Цукерберг, си постави предизвик за оваа година. Сака да изгради личен асистент со вештачка интелигенција, кој би му помогал по дома и би ги вршел сите оние обврски на еден батлер или домашен асистент. Цукерберг секоја година си поставува некоја лична цел на страна од работата на Facebook, а овогодинишната цел ја напиша на својот профил на социјалната мрежа. Замислете го како Джервис од Iron Man, пишува алудирајќи на батлерот на суперхеројот од Marvel. Својот проект ќе го започне со истражување на веќе постоечката технологија на пазарот, а потоа ќе го подучува роботот да ги разликува и разбира неговиот глас со цел да контролира се во домот, како осветлување, температура, музика, препознавање на ликови и отварање на вратата на истите, да ја чува неговата киркичка и да препознава и известува кога нешто не е во ред и така натаму. Цукерберг вели дека во однос на работата и Facebook, ова ќе му помогне да визуализира податоци во насока на виртуелната реалност со цел да развие подобри сервиси, а крајно да ги води своите организации полесно. Цукерберг вели дека во однос на работата и Facebook, ова ќе му помогне да визуализира податоци во насока на виртуелна реалност со цел да развие подобри сервиси, а крајно да ги води своите организации полесно. Оваа година темата на предизвикот на Цукерберг е иновација, а минатите неколку години меѓу предизвиците беа читање на 2 книги месечно, учење кинески јазик и запознавање по една нова личност на дневно ниво. За прогресот на учењето и предизвикот воопшто, тој вели дека едва и чека да почне да го споделува со јавноста. YouTube каналот Fine Brothers Entertainment објави ново видео од серијалот Teens React To, а овој пат вниманието е насочено кон различните реакции на тинејџерите на Windows 95. So go ahead and turn on the computer. Okay, it's been a while. I'm gonna go with the big button right here. Or not. Again. Oh, I have to hold it down. No, wait, what the heck? That's the monitor. Nope. What I think, right? That's just the monitor. Oh, shoot. My dad is gonna be so proud of me right now. Right here is the power. Okay. I know enough. The noises are very interesting. I don't think I've ever heard a computer make these sounds before in my life. It's a lot louder, a lot more beeps. Take your time there. It's taking a while. You would usually boot up, then you go get like your snack.
And then once your snack is all done, then you come here and it's already done booting up. Windows 95. Okay, that's a little bit before my time. It's prehistoric. It really is. It's an old dinosaur. Oh. Okay. So this operating system on this computer in many ways changed the face of desktop computing forever, and that was Windows 95. Wow. 95 as in like 1995? Have you ever heard of Windows 95? I mean, I've never used it, but I've heard of it. As a joke. Like I see a lot of things on the internet that's like, haha, Windows 95 sucks. That was the one that really put them on the map, or when it really became a thing to have your own OS. Those who know technology should know anything, something beyond the current. They need to know part of the past. So generally speaking, what is different about how this looks compared to the computers today? This is where to start. Everything looks so dull and ancient. It looks almost exactly the same as like the Windows operating systems like nowadays, but they're just not as refined. It seems more rough. На паметните телефони со различни оперативни системи, iOS и Android, им се потребни различни конектори на кабли за полначите. Конечно се појави универзален полнач кој ќе биде компатибилен и за двата оперативни системи. Со години, на паметните телефони со оперативни системи iOS и Android им беа потребни различни конектори на каблите за полначите. Уредите на Apple бараат Lightning конектор, а уредите на Android микро USB кабел, но се појави кабел кој ќе одговара и на двата уреди. Станува збор за LM Cable, кабелот кој привлече многу внимание на Kickstarter. Тој е компатибилен и со Lightning и микро USB портовите. Но освен големата предност, овој кабел има и една мана, а тоа е фактот дека не може да послужи за пренос на податоци. LM Cable не изгледа како стандарден кабел, бидејќи е преслечен во кожа и поседува тока која го држи свиткан. Купувачите можат да бираат помеѓу смеѓа, црна и сина кожа. Цената на кабелот е $21, а првите испораки се очекуваат во месец април. Facebook повторно со промена. Овој пат променете изгледот на Facebook Messenger апликацијата за Android платформата. На што се однесува оваа промена, дознајте во прилогот што следи. Facebook најави промена на изгледот на Messenger за Android платформата. Новиот изглед е прилагоден на материјал дизајн на суките за дизајн на Android апликациите, а најголемата промена се однесува на замена на линиите со опциите од врвот и дното кои се скриени зад кругчиња. Со притискање на кругчето кое лепди над останатите елементи на апликацијата, се добиваат опции како што се пишување на порака и други. Facebook Messenger на Android не доби нови функции, туку само промена на изгледот за полесно да се вклопи во Android приказната. Ова е првата Messenger апликација која сега се разликува во изгледот на iOS, Web и Windows Phone или Windows 10 Mobile, на кој изгледа идентично. Промените во изгледот на Messenger веќе се активни за некои корисници, а во наредните недели Facebook ќе ги ажурира за сите. Подгответе се за уште еден NASA Space Apps Challenge. Глобалниот хакатон за вселенски предизвици е закажан од 22 до 24 април на 4 локации во Македонија: Скопје, Тетово, Охрид и Битола. Локалната поддршка за настанот повторно е New Men's Business Accelerator, а освен споменатите градови од Македонија, дел од мрежата која ќе биде координирана од Скопје се и Белград, Загреб, Љубљана и Виена. Новитет е креирањето на виртуелни тимови, чии учесници можат да бидат на различни локации. На настанот може да се пријави секој кој што е мотивиран и кој има пасија да работи на овие проекти, користејќи отворени податоци, а со оглед на природата на настанот предност имаат студенти кои имаат познавања во развој на веб и мобилни апликации, вселенски технологии, аеронавтика, дизајн, хардвер, софтвер, 3D моделирање, астрономија, географија, анатомија, маркетинг, медицина и бизнис. Сепак, организаторот ги повикува и сите оние фриленсери, стартап тимови, иноватори и компании да учествуваат. Креаторот на имејлот Рей Томилсон почина на 74 годишна возраст од срцев удар.
Рей Томилсон е еден од првите софтверски инженери кој во далечната 1971 го создаде првиот систем за електронска пошта како дел од владиниот и научен проект ARPANET кој му претходеше на модерниот интернет. Томилсон ја испратил првата електронска порака во форматот User at Host и направи револуција во начинот на кој комуницираме и испраќаме документи. Таткото на имејлот исто така е заслужен и за употреба на знакчето ет, кое стана синоним за поврзаноста на интернет и електронските сервиси. Токму затоа, Томилсон е дел од интернет холот на славните. Во саботата тој почина од срцев удар на 74 години. Тоа беше се што ви припремивме за ова издание. Со нови и интересни содржини, очекувајте не за 7 дена на истиот канал. Довидување!